За само една недела, штипските пожарникари 7 пати гаснеле пожар на запалени уџаци. Ако се земе предвид дека 2 интервенции биле викендов, може да се кажат и во просек секој ден се гаснал по еден ваков пожар. Сепак, командирот на територијалната противпожарна единица Штип вели оти оваа бројка не е ништо во споредба со претходните години. Во последниот период, за разлика од минатите години, имаме многу понамален интензитет на запалени оџаци, но сепак излаваат запалените оџаци. Во последниот период, за една недела имавме негде околу 7 запалени оџаци. Во викендот имавме негде околу 4 интервенции, 2 технички интервенции на 2 запалени оџака. Освен запалени оџаци, нешто што е честа појава во текот на грејната сезона и представува опасност за поголеми пожари, има и други интервенции. Пожарникарите од Македонска каменица еднаш, од Бирово во 2 наврати викендов гаснеле пожари на отворено и покрај ниските температури. И во Штип има такви интервенции, но тие очекувано се во помал број. Освен оџаците, овој период имаме исто и за запалени возила некои. Се уште има запалена трава на некои места, сува трева и секако и оџаците со овој период. Најактуелни. Командирот Куцев го повторува апелот за спречување пожар на оџак кој важи со години наназад. Меѓутоа посочува дека граѓаните годинава очигледно се со повисока свест, зашто бројката на вакви интервенции е значително намалена. Како и секоја година и ова година даваме апел до сите, редовно чистење на оџаците, еднаш до 2 пати барем годишно и да внимават што ќе стават во да не стават кесиња пластики, бидејќи од кесињата и пластиките се ствара таа смола која доваѓа после до запалување на оџаците. Освен во Штип, запалени оџаци се гаснели и во Битола, Охрид и Тетово. И Центарот за управување со кризи алармираше оџаците да се чистат превентивно, согласно со препораките на пожарникарите. Центарот за управување со кризи подсетува и апелира за превентивно дејствување против пожари на оџаци, иако е во ек грејната сезона и тоа требало да се направи порано. Редовното чистење оџаци го спречува нивното палење. Никогаш не е доцна, се разбира за тие што не го направиле тоа. Овој апел за чистење на оџаците од причина што речиси секојдневно во грејната сезона има барем по едно известување за гаснење пожар на запален оџак. Тие пожари навидум не се опасни, но неретко од нив се палат и објекти и куќи. Конкретно, неодамна имавме извештај за 4 такви интервенции во едно деноноќие, при што едниот запален оџак предизвикал палење на поткровје на куќа, кој за среќа брзо бил пријавен пошто пожарникарите го изгаснале. Велат од Центарот за управување со кризи. Според податоците на Центарот, во последното деноноќие преку бројот за итни случаи 112 имало вкупно 1642 повика, од кои 43,61% биле реални. Од реалните повици, кон пожарникарите били упатени 10,16%.